но за старт, за да можем да одработам платата. Читување на функцијата која ја извршуваш. Немаш право да покажеш и тоа не може да направиш. Имам. Добро, дайте само Да сте саркастични колку што дайте уште сакате. една минута реклами, а потоа да ги завршиме. Ајде, нека остане. Па тоа прашете го заев. Чека сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе очистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, тоа ќе биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој е Таму ама до пола книга се одбележали. Нема да читаме цел. Ве молам режија. Почитувани гледачи, добро вечер во Аргументи. Македонските граѓани ми се чини премногу долго живеат под стрес на политичката стварност во едно крајно поларизирано општество во кое политичките субјекти не може да се договорат за речиси ништо што е од витален интерес за државата или за многу малку работи околу тоа. И веројатно се многу стресни и вознемирени, бидејќи не може да се посветат на секојдневните задачи и работи, а постојано мора да живеат со политичките проблеми. Од друга страна, пак политичките партии постојано бркаат некакви термини. Ако се сеќавате од лани, во април и јуни ги бркаат термините за изборите, па потоа декември, па се прегласуваше, па 20 дена се бркаа за формирање на влада. Сега сме сведоци на притисок и трчање во споставување некаков консензус околу локалните избори и се уште висат понудите за нови парламентарни избори. Веројатно е малку напорно и напнато да се живее во една таква секојдневна агенда за обичните граѓани кои толку се политизирани што веќе ми се чини на некакви пријатни забави не можат да истераат нормален муабет, а да не говорат за политиката. И можеби со право се прашуваат, или барем јас имав некакви такви искуства со обични луѓе, прашуваат ќе биде ли Македонија. Еве на оваа тема ќе биде ли Македонија, генерално вечера ќе разговарам со моите гости. Алберт Муслију, добро вечер, политички аналитичар, и Владимир Божиновски, добро вечер, универзитетски професор. Добро вечер. Муслију, ќе биде ли Македонија? Секако дека ќе. Веројатно ова е, мислам, еден изблик концентриран на се она што на нас се случуваше од последниот насилен упад во собранието, па неизвестност околу влада, па кој ќе биде власт, кој ќе биде опозиција, па платформата на албанците. Мислам дека оправдано се ми се наметне на теза дека Македонија може да не ја биде. Ја мислам ќе биде скратена верзија од што се случува и мислам и на граѓаните веќе им е досадено па за секоја случка посебно да прашуваат кога им е битна задната цел. Задната е цел дали ќе биде. Да. Значи порано се прашуваше дали ќе биде подобро. Дојдовме до критичниот момент каде што класичното прашање ќе биде. Ќе биде. Значи независно колку имаме неодговорни, деструктивни политичари, мислам дека народот у Македонија е релативно еснавски настроен и е мирен. Немаме ми е така многу немирен народ и можда тоа е една од причините што работите некојаш кај нас се одоловлекуваат многу. Но во суштина мислам дека ќе биде. Мислам дека стратешките партнерства ни се прилично добри. Мислам дека нашите пријатели надвор се прилично искрени во некои заложби нивни да не биде. И треба само малце кооперативност да не биде како што треба, не само за да не биде. Затоа што и животот е минлива категорија, знаете. Ако ние поминавме 27 години во транзиција, и тоа е проблем, затоа што имаме цела една генерација, ваша, моја, негова, која целиот живот ни помина низ некои критични датуми, историски моменти, ќе биде или нема да ја биде, а во суштина квалитетот на животот константно се влошува и тоа е најголемиот проблем. Божиновски, ова прашање така може беше народски, но суштината е дали ќе се канализираат политичките процеси на некој начин, бидејќи 2-3 години живееме во еден паралелен свет во кој што улицата и институциите како да се испреплетуваат еднаш кај едните, еднаш кај другите или напоредно се одвиваат, така да дали како да има едно мало затишје после оној 27 април и една неизвестност, и многу се уште отворени прашања, но дали може да се исканализираат во институциите, таму да почне се одвива процесот на разврска некоја
конечна, ако постои таков термин, конечна разврска на политичката криза? Нема конечна разврска на политичката криза. Значи може да дојде до еден, значи, да влеземе во одреден процес кој што ќе успее да ги намали тензиите, да ги смали тензиите. Не може така. Сега има политичка криза и утре нема политичка криза. А веројатно и животот е составен од Можеме, проблеми кои да, може да долгорочно. почне процес, сите може. Значи тоа кога ќе кажеме може, не зависи од нас, него можеме ние само да се надеваме, но се надеваме дека ќе почне тој процес каде што едноставно институциите ќе почнат да функционираат на начин каде што нема веќе да се прават преседани кои што носат нови преседани, кои што носат повторно нови преседани, на крај имаме случувања од типот на насилни протести, од типот на влегување во парламент, или прво ги имавме овие шарена револуција со боење, со насилства, па сега ги имаме овие во парламент што влегува и едноставно треба да почнат политичките партии малку посериозно да си ја сватат, да си ја сваќаат својата улога која што имаат во општеството, тоа е токму да го канализираат мислењето, желбите и потребите на народот, но исто така и гневот кој што се собира кај народот, а кој што они треба да на некој начин го разрешат и да најдат одредено решение за тоа. И токму затоа јас уште веднаш по завршување на изборите, кои што очигледно не донесоа ништо јасно, апелирав да има нови избори, па после излезе дека некој сака, некој не сака, не е битно. Второто решение да со оглед дека се постави таа платформа како некаква пречка, би рекол, за да почнат да се смируваат работите. Другиот предлог мој беше да се трне на страна, не да се отфрли, туку да се трне на страна, нека се дискутира одреден временски период, па да видиме кој на што е, како е, и на некои следни избори граѓаните ќе се одлучат, се разбира повторно демократски, за кого и како би се определиле врз база на повеќе, се разбира, повеќе сегменти кои што ги интересираат и повеќе аргументи за или против, меѓу кои што ќе биде, се разбира, и самиот став на политичките партии околу тоа што и како треба да се преземе. И затоа, значи тоа да се тргне на страна, да се дискутира во меѓувреме председателот да го додели мандатот на Заев, кој што поднесе листа со подпишани 60 пратеници како мнозинство или како гаранција. Нека си направат влада, нека си тераат со владата, па ќе видиме до кога, како, што и како понатаму ќе се развие, но на тој начин ќе се институционализира и после битката ќе се пренесе во парламент. И мислам дека луѓето помалку ќе здигнат. Затоа што имаше една погрешна теза. Тие луѓе што се надвор на улица 3 месеци, не се во одбрана на власта на ВМРО ДПМН. Они се против нешто кое што се сака да им се наметне. Трни го од страна. Дискутирај го. Нека не биде наметнато. На тој начин ќе се намали притисокот. Мислам дека сега, или барем пак се надевам, значи ние можеме само да се надеваме, во изминативе неколку денови слушнавме дека имало некаква комуникација помеѓу кабинетот на председателот и СДСМ, каде што припремаат одреден текст. Се надевам дека ќе се усогласи тоа и дека на некој начин ќе може со чиста совест и со мирна совест председателот на државата да му го даде мандатот на Заев и после како што е ред, нека си оформи кабинет, нека си изгласа во парламент и нека си направи влада. Тука нема никакво. Тоа не е баш во согласност со она што велите дека граѓаните се уште протестираат на улиците, тие барем за сега не го одобруваат тоа. Не. Тој начин на доделување на мандатот, па дури ВМРО ДПМН не мислам дека нема да биде многу среќен ако тоа се случи. Граѓаните не одобруваат. Значи, ако граѓаните добијат гаранции од СДСМ, од новиот потенцијален мандатар, господинот Заев, дека
ќе се остави на страна таа платформа, која што ги извади на улица, тогаш нема причина никаква да протестираат повеќе. Зашто да протестираат? Ви кажав, погрешна е тезата дека тие луѓе се на улица за да заштитат, не знам, власта на ВМРО-ДПМНЕ. Не е точно. Едноставно не е точно. Тука имаше луѓе кои што се можеби и од ВМРО-ДПМНЕ, но кои што се и од СДСМ, кои што се од еден куп други партии, кои што не се воопшто во ни една партија, кои што гласале за едни, за други, кои што воопшто не гласале. Но кога имате толкава маса на народ, морате да ги земете во предвид и нивните барања. Исто како кога беше шарената револуција, што се зема во предвид нивните барања, така и сега треба да се земат во предвид барањата на мене. На тој начин ќе се канализира тој гнев и ќе може после институционално да се решава секој спор кој што може да настане. Значи, местото на тие спорови е во парламентот, нека се даде шанса парламентот да дискутира за тие работи. Прво, паралелизмот не треба толку лесно да се прави. Прво, тие граѓани се граѓани, но не е народот. Народот во Македонија се сите граѓани. И времето кога народите или граѓаните се мереле по бројност на улица, мислам дека поминало, затоа што тоа беше во раните 90-ти години, за да измерат колку народ е за оваа опција, колку народ е за другата опција. И мене ми е мило што овие 60-70 дена другиот дел од народот инсистираше на институционално решавање. Иначе, ако мнозинството е за нова влада, а не мнозинството не е за таа влада, ако се мерат на улица, тогаш ми имаме инциденти на улица. Второ, паралела помеѓу шарената и ова не може да се прави. Овде имавме насилно влегување во парламентот, имавме обид за убиство. И тоа не може да е исто. И не може никад да е исто. И мислам дека дел од причините за малото затишување е затоа што тој случај треба да се разреши. Види, ја идам од гости, да кажем. Ние сме имали 97 година еден немил случај кој никогаш не се расветли. Имавме три луѓе кои починаа на тие случувања во Гостивар во јули 97 и никогаш не се расчисти што се случи. Мислите на сега сме Да, ама тројца луѓе погинаа, од кои еден лекар, еден така, луѓе кои ги знаат. Така да ова 2017, ова дигитално време не може да помине без разврска и правна на сето ова и не може се да се камуфлира со емоции, затоа што било кој од нас има многу причини да реагира на некои одлуки на владата, например, и ако тие сите се решаваат преку упад во парламентот, тогаш ми ќе влеземе во анархија. Дали некому тоа му била целта, тоа тек треба да се докаже, затоа што има и такви индиции. Но тоа што велите вие, народот не се согласува. Не се согласуваат тие кои протестираат. И во едно демократско општество не може да протестираат и 5 години. Во осталом, ми имавме протести и пред владата и не се исполнија нивните желби. И тогаш се бараше смена на влада. Се потпиша Пржински договор, се влезе во канализирање целиот процес и завршивме со избори на 11 декември. Но немавме насилно влегување во институциите. Мислите вие тешко беше? Немаше затоа што не ќе да влезат во владата. Не, затоа што полицијата не дозволи. Видите сега. Знаете, видите се има. Не, сега можеме да не сакам да правам паралела. Или може да правиме паралела и за полицијата и за граѓани, така се навраќаме. Протестите кои се одржаа во мај 2015 година, ако нивна цел беше да влезат во владата, ќе влезеа, затоа што бројот беше прилично голем, а обезвредувањето не беше можно како што беше можно во парламентот. Значи различни институции избори. Да. Сигурно да таа маса сакаше да влезе, ако ништо друго ќе влезеше во дворот, не можеше да влезе во зградата. Но ни тоа не се случи. Така да не може да се стави паралела помеѓу тие двајца. Два настана и второ, овој настан заврши трагично. Овој настан можеше уште потрагично да заврши, што уште потешко ќе искомплицираше политичката сцена кај нас. Но заврши трагично, заврши лошо и се надевам на правна разврска на целиот тој случај. Но кога ние ќе надминеме кризата, јас се сложувам дека канализираниот начин е најдобриот. Тоа е преку парламентот. Ние сме имале лидерски средби, се среќавале наши политичари со посредство или без посредство на меѓународните партнери, обично со посредство нивно, затоа што немаат капацитет да се надминат себе си. Овде сите се однесуваат као мачо, знаеш, па секое попуштање или компромис
им генерира негативни поени баш кај нивното членство, што не е европско и не е нормално за едно демократско, модерно општество. Компромисот е дел од Европа и ние сме имале компромиси и во регионот кои се многу потешки од компромисите кои се бараат од нашите политичари тука. И тие тоа го правеле и се надминувале кризите. И целиот овој процес и сите овие кризи кај нас ќе бидат намалени кога нашите политичари ќе сватат дека компромисот е дел од нивниот бизнис, дел од нивната професија. Не може да бидеш ти политичар и да не си спремен да седнеш со својот противник. Па не се тие непријатели, тие се политички противници. Непријатели, ако сакат да бидат, треба да се станат обични приватни граѓани и да зборуваат или да не зборуваат со кого сакаат. Ама не може лидер на една партија да не зборува со лидер на друга партија. Затоа што никој од гласачите или подржувачи негови не му дал, како да ти кажам, овластување за да не зборува. Туку од нив се бара да зборуваат, да комуницираат, да ги изнајдат решенија и да не го носат целото општество во табори исклучиви кои никако не може да комуницираат меѓусобно. Оваа криза кај нас се префрли од врвот на кај обичните граѓани. Ми имаме реална поделеност и во општеството. Тоа е поголем проблем, не е проблем за политичарите, ќе ги смените и што? Но како сега ќе го хомогенизираме ми општеството? Ти си управо велиш дека треба се тргне настрана таа платформа, таа декларација. Платформа ја именуваше ВМРО да помене. Тие што ја подпиша вика дека е декларација. Него да биде и платформа. Таа е рефлексија на волјата на дел на граѓани на Македонија. Сега, кој ви гарантира вам, ако тие ја тргнат таа платформна страна, дека нивните гласачи нема да станат и тука да се наместат пред собрание и да барат кај се нашите политички барања? Значи, овде немаме ние логично и реално дебатирање за прашањата. Тој што ја подпишал вика дека е декларација, тие што ја создале викаат дека е направена во Скопје, врз основа на програмските определби на тие партии кои ја подпишале, другите не, викаат тоа е правец, значи одма се промовира таа конспирација, правец на расцепување, разнебитување на Македонија. Па сега не зборуваме ние за минорни политички групации, ако нивна цел е разнебитување, ќе го кажат тоа. Зошто овде се ствара некоја фама и ова после 90-та ностоп е присутна. Дека некој нешто тајно прави. Па не може бе цела една заедница во Македонија да биде толку конспиративна, да сакаат нешто, да гласаат нешто друго, но преку еден конспиративен документ, тоа што сите го сакаат, ама не кажуваат, да го вметнат во политичката сцена. Знаеш, а сета таа конфузна ситуација која преку медиумски мегафони се зајакнува, ве доведува до ситуација да бидеш или да не бидеш. Што е неодговорно од политичарите. Види, ниеден конфликт во Македонија или тензии не започна од обичните граѓани. Кај нас обичните граѓани се вообичаено жртви на политичките елити кои ги генерираат тие тензии и тие се рефлектираат кај обичниот граѓани. Види, велиш не може да направиме паралела, па и пред владат колку 29 полицајци беа повредени. Сигурно не се само повредиле. Ниеден министер бе, ниеден помошник министер, ниеден заменик министер, нит премиер, сега не влегува внатре, сега не збориме ми. Оти не ги пушти. А значи овде ги пуштија. Оти не ги пушти, оти не успеа, значи не успеа да го пробијат кордонот. Ама немаше навала да се влезе внатре, немој така. Како се повреда толку брзо? Значи овие биле помангубили, некој им отворил врата, сега не знам. Тоа треба да се направи, истрага да се види, но и тук имаше насилна толпа, и тук имаше насилна толпа. Таа е паралелата што ја правиме. Не навлегуваме кои се ефектите, односно резултатот од тоа што се случило со таа насилна толпа, него и тук имаше насилна и тук. Околу платформата, декларација, јас секогаш гледам некој неутрално име, значи декларација, платформа, документ, како сакате, не е документ, тоа е декларација, значи не е битно. Декларацијата создаде сериозна тензија. Ја не навлегувам што има во декларацијата. Затоа велам треба да се дискутира. Само велам дека создаде тензија како таква. И таа не можеш да ја тргнеш.
Добро, ама тензијата не падна од небо. Сега треба да бидеме искрени да кажеме како таа тензија се генерираше. Не велам дека паднало од небо, само велам дека се создаде тензија. Ја не реков така тоа треба да се поништи, да се тргне затоа што некој протестира. Ја реков треба да се тргне на страна, нека се дебатира во собрание кај што е местото и после тоа да видиме што и како ќе се случува понатаму, но со тој наум дека таа декларација беше представена 2 дена после изборите. И сега ти имаш друго прашање, дали на пример гласачите на СДСМ гласаа за таа декларација? Они не знаеа 2 дена, они не знаеа пред Па ја изборите. не сум видел некоја револуција во органите и структурите на СДСМ. Ама нема Ама види се, и малце е некоректно, некој што не гласал за СДСМ, сега толку да се секира за СДСМ, Не. а тие што го гласале СДСМ, да не, валјда имат и тие органи, не се еден човек партија. Па не, значи, види, ја не ти зборам за органите на СДСМ и за органите За на членството, ВМРО. Ја ти гласачите. зборам за гласачите. Во таа толпа народ што беше пред собрание, имаше и луѓе кои гласаа за СДСМ на изборите. Па сега, 11 декември. кога е анкета направена таму кој било СДСМ. Не знам, ја можда биле, а? Затоа ти велам. Значи, за да знаеме, Не е тоа реално проблем на СДСМ. Ако таму биле луѓе кои го гласале СДСМ, еве како не? Го гласале, нема да го гласат, тоа е нивни проблем. Значи, ти ако си гласал за една партија која било, не навлегувам сега, значи не е битно дали е СДСМ или Ама ВМРО не се да гласа бе наш живот, гласаш за еден, па не ти се свиѓа, гласаш за друг. Епа за Тоа е демократија. Епа демократија е тоа. Епа ја што викам? Тргни ја на страна до следните избори и тогаш веќе имаме ово е за, ово е Ама таа против, не е. ово е прифатливо, ова не е прифатливо и кој како сака нека се гласи, немаме проблем тогаш. Значи Да гласа немавме на да имаме избори. проблем. Немавме да имаме проблем. Не, кога ќе си нека си се дебатира, нека излезат партиите со ставови околу декларација, околу еден куп други работи на следните избори. Ја немав да имам никаков проблем со тоа. Затоа ти кажем, не навлегувам воопшто внатре. Ако беше презентирана 2 недели пред изборите и сега само ја прифатеш. Тогаш имаме 2 недели до изборите, луѓето ќе си оценеа. Ја не велам ни дека е погрешно да се прифати, ни дека е исправно да се прифати. Само ти кажем дека тогаш луѓето ќе има избор. Тоа Не, е. морам да Тоа е. кажам ново. Значи, таа која е презентирана 2 дена после избори, тоа подразбира и низ целиот период кога ВМРО преговараше со тоа. Да се наврата на тоа што ти го реков. Значи, не настанаа тензии околу таа декларација сами од себе. Тие тензии беа генерирани од моментот кога лидерот на ВМРО ДПМН, након што не успеа да се договори со ДУИ за ново мнозинство, повика на заштита на институциите и напад на таа декларација. И тоа не се, епа како сега, таа декларација не е подпишана на 30 Те разбирам, јануари. поред. Ја ти кажем И дека втора, не. ако немаше експлозивност и тензичност во таа декларација, џабе кој сака лидер може да повика на што сака, немаше да се соберат тие Види луѓе. сега, ја не верувам дека тој народ таму што протестира пред Немаше да се соберат собрание тие луѓе. е толку многу упатен во сите делови на декларацијата, затоа што ако беше, не ќе инсистираше на унитарност, бидејќи Затоа- декларацијата почнува со Затоа ти унитарниот... Епа, значи, тука Затоа- причина затоа ти се велам. барала, Владо. Не без разлика. документ. Епа сега, без разлика ова. Ама Сега ти ми викаш декларацијата. Ја ти викам декларацијата почнува со се поддржува унитарниот модел на Македонија, уставното уредување. Таму ја слушам на протести, сакаме унитарна држава. Значи таа декларација, тоа што тие го викат е исто тогаш зашто протестира. Алберт, проблемот е дека ти имаш материјал кој што некој може да го искористи без разлика дали за своји цели, за какви цели не навлегувам. Затоа ти кажувам, не е битно сега тука ни партија, ни лидер, ни човек. Имаш нешто кое што создало проблем. Ја воопшто не навлегувам тоа, ја не велам дека самата декларација е проблем, тоа што го пишува во неа. Ја ти велам дека како такво, значи како такво создало проблем и тензија во општеството. Ја ова ќе го Тргни ја на страна, издискутира ја, прифати ако мислиш дека е ја ова поставен. твоето ќе го прифатам као логично во моментот кога ќе кажеш дека и овој што инсистирал после месец дена, након што таа декларација е подпишана, да ја искористи за свој политички маркетинг, дека и он е виновен за неодговорно однесување, тогаш да, држи.
Него сега не можеме да амнестираме и ДПМН тука која таа декларација. Никој не е амнестиран. Тога сите се виновни, тоа си држи. Па види, никој не може да каже дека имаме политичка криза кај што една страна е виновна. Сите се виновни. Ние сега бараме решение како да излеземе, од тоа. Ама еднострано ако кажеш да се тргне на страна, а се вкупно ако кажеш да се тргне на страна, а ВМРО ДПМН да не инсистира да ја експлорира таа декларација во својата борба против СДС и за подигање на тензиите, тогаш окей. Тогаш значи вклученост на сите на намалување на тензиите, а не само да се тргне таа. Ама Алберт што кажав ја? Да се тргне на страна и да се дискутира од страна на сите политички субјекти. Да, али тој што ја дига тензијата во врска со документ кој ти велам дека е таков, затоа што сум го прочитал. Ама сите Ама се дискутираше у парламент. Кога велам да се дискутира, велам од сите политички субјекти. Бидејќи во стартот кога влегува во парламентот, почна прво за тоа да се дискутира и траеше тоа со недели. И не се гледаше крај. Требаше да формираат комисијата. Види. Значи, комисијата на таква дискусија... Ја денеска или вчера слушнав представник на ДПМН кој коментираше во однос на Зборува за продуктивна дискусија, има разлика, продуктивна дискусија е друга. Кој коментираше во однос на најавените реформи во судството од новото мнозинство и кажа дека за некои работи треба двотретинско мнозинство и дека тие тоа што го промовираат знаат дека тоа не може да помине из парламент. Сега истото да помене знае дека уставни промени у парламент не поминуваат без двотретинско. Сакам да ти кажам, овде во максимум се испинуваат сите работи за своја дневна корист и резултира со тензии во општеството. И резултира со немил настан, кој настан, според мене, се додека ова општество не го расчисти до крај, не може да се себе си... Тензии во општеството постојат 3 години више. Значи, тензиите настана од кога излегоа студентите декември 2014 и сега секој си ги злоупотребува од политичарите кои како смета дека ќе му одговара. Така да не може да амнестираме никој, тука се слагаме, не може да амнестираме никој, туку можеме само да повикаме сите политичари одговорни да седнат и да се договорат како повторно дебатата да вратат во институциите. Пошто народот излегува на избори и гласа. Со самото тоа што гласа им овозможува, но и ги обврзува неговите политички репрезенти секој проблем во општеството да го дискутират и да го решаваат во институциите. Тука не мислам да се вртиме во круг, но реалноста покажува нешто друго. Но одиме прво со реклами, а потоа таму кај што станав Ребожиновски ќе сакам да доанализираме некои работи што ги отворивте. Добро, еве не во аргументи. Дојдовме до некаде. Генерално говоревме како треба да се случуваат работите, но не мислам дека политичките партии секојаш да слуша ги следат овие емисии, вашите сугестии. Претпоставам дека знаат како треба, но имаат своја логика што не секојаш кореспондира со она како во пракса треба да функционира заради добробит на сите граѓани. Веројатно нешто ги тера да отстапуваат од тие демократски движења, диалог, седнување на маса, разговори, наоѓање заеднички решенија. Тоа не се случува. Можеби во иднина, некои други луѓе, некои други состојби ќе ги натераат да биде така. За сега не е. И освен политичките субјекти, граѓаните за кои што анализиравме, правевме паралели, се прават или не, во лицата институциите, има уште една важна институција во овој момент, фактички од секојаш, но се уште се чука на таа врата, тоа е институцијата претседател на државата, од кога што се чека по втор пат да се додели мандатот за кој што велите дека требаше да го даде господин Божиновски, но ете не се случи тоа. Сепак сте и аналитичар и професор и вие мислив очекувате ли тоа да се случи сега? И особено од аспект бидејќи имаше еден триаголник, имаше луѓе на улица што ја бранеа територијалниот интегритет и унитарноста на државата, тоа го правеше
и го прави, веројатно се уште претседателот на државата, и една политичка партија, тоа беше ВМРО ДПМНЕ. Значи сега, на некој начин, после 27 април, како да се фрли во сенка, сега останува што? Иванов ќе го додели мандатот или повторно ќе има условување кое што како треба да изгледа. Рековте дека се договарат кабинетот на Иванов со... Така прочитав. Да, јас прочитав, Така но прочитав. што точно треба да напишат Па за види, да ако- го задоволат барањето Ама на нема Иванов. нешто. Отфрлање на платформата, пак Пак ќе биде. наблегуваме во суштина. Не, Абе, сакам да ние кажам, битно- бидејќи барањето на Иванов е, Значи, ако читав се битно е- сообщението, беше повторно на некој начин двосмислено. Добро, види, знаеш што е битно? Битно е да се договорат дека тоа што ќе го понудат и тоа што ќе биде биде прифатено, да, дека е во ред со двете страни. Иванов треба еден сегмент се заборава. Значи ова што се случи во парламентот се случи. Мислам никој апсолутно не го посакуваше и мислам дека сите страни го осуди. Никој од нормалните го. Сите страни го осуди. Она што е важно, можеше да се случи во многу по-жестоко, она што се случи на 27 април, доколку Иванов не реагираше така. Како што изреагира да не го даде тогаш мандатот. Се ова се претпоставки само, се разбира, ние не можеме да го знаеме затоа што тоа ќе го дознаеме кога даеше мандатот. Но кога реши да не го даде мандатот, веќе имавме тензија, веќе имавме луѓе на улица. Он се поведе по граѓаните од улица. Не, велам, кога реши дека едноставно се создаде таа тензија во општеството, И тој го следеше околу тоа. дека он можеби тогаш изреагира, токму како што треба, тоа ќе покаже се разбира следниот период, значи кога ќе се навраќаме назад, ќе се прават анализи. Мислам дека со тоа што го направи он, иако ја бев да му се даде мандатот назаед, да се разбереме, уште тогаш демократски, окей, све, но со така на тој начин што изреагира, он меѓу другото го канализираше на некој начин гневот кој што можеше да се истори на улиците уште пожестоко, многу пожестоко него тоа што се случи на 27 април. Ама сега можеме ги Сега врзуваме. мислам, сега мислам дека со оглед дека двете страни, говорам СДСМ и претседателот, оствариле контакти, договараат некаков документ, значи претпоставувам дека се согласиле дека има решение и се на добар пат тоа да го постигнат. И затоа јас мислам дека овој пат ќе се договорат, претседателот Иванов ќе го добие за тоа што смета дека му е неопходно и СДСМ се разбира за возврат ќе го добие тоа што смета дека исто им следува. Ама зашто мораше односно мандат. вака да помени Зашто? за вакво сито кое што... Зашто? И зашто мораше дое Хојти? После Хојти наеднаш попуштија сите тврди линии на сите политички страни, вклучувајќи го председател. Па дури СДС и ВМРО да Зашто? Мораше дое Хан не направи ништо, Могерини не направи ништо, знаеш што е проблемот? шведскиот бивши министер не направи ништо, дојде Хојти, седна на маса, да, и утре Знаеш што се е реши проблемот? работите. Не, знаеш што е проблемот. Некако во Македонија премногу се навикнавме на медијаторство и едноставно за да седнат политичките партии на иста маса и да дискутираат и да се договорат за нешто, очигледно ни треба некој од страна за да изиграва медијатор и за да може тоа да се постигне. Значи мене ми искрено чудно, еве сега ние се дискутираме, ние немаме секогаш исти ставови, но со секого ние можеме да седнеме и да најдеме заеднички точки кои не поврзуваат и таа дебата да прерасне во диалог, нешто да се договори. И овде нема. Овде си иде едните со едни ставови, другите со други ставови, никакво приближување и на крај некој мора од надвор да дојде, па ајде сега. Дај малку да се приближите вие, дај малку да се приближат другите за да стане некој решение. Кога тоа ќе заврши, ние тогаш можам да говорам дека ние сме во некоја фаза на зрела демократија. Кога нема да имаме веќе потреба од медијаторство од страна. Велите дека Иванов во тој момент постапил и ја намалил тензијата. А сега што? Сега ќе крене повторно ако се договорат? Не. Ако го прифати и го даде мандатот, се... Ама за тоа ќе добиеме гаранција. Ако овие луѓе што беа на улица, тоа што ќе му рече, до вчера рекоа само Иванов ја спасува Македонија, сега најнаш Иванов ќе да го даде мандатот. Сега забораваш друго.
Сега ќе добие одреден документ кој што ќе гарантира. Како ќе изгледа? Па ќе видиме која ќе биде. Е, да предпоставиме што Не каква можам да гаранција предпоставувам. Не можам да сега видиш, идеме хипотетички како ќе изгледа. Ќе го видиме се, надевам за 2-3 дена, ќе го видиме. Добро, затоа што излегува со некоја програма, што е Значи очигледно ќе му биде понудено нешто за кое што СДСМ смета, нели комуницираат заедно, за кое што смета дека е доволно гаранција на она што го бара председателот и врз база на тоа председателот ќе им го даде мандатот. Така би требало да се договорат. Е сега кога ќе го видиме ние текстот тоа што договораме, тогаш можеме да дискутираме дали е тоа доволно, дали не е доволно, што е како е. Па може да буфне. Па и ако не го даде, може да буфне. За тоа потоа. Сега ова прво сакам. Значи каква гаранција? Каков текст може да биде тој? Што е СДС ќе понуди друго? Доблеста на новото мнозинство. Да не правиме. Не, сега прво да ги разјасниме. Да. Доблеста на новото мнозинство да му удоволи на неуставни барања на председателот, затоа што кај нас председателот не е... И тоа е под притисок. Не, ама председателот после не е согласно уставот кај нас тој што е рецензент или знаеш контролор на програмата, тоа го прави парламентот и затоа гласа. Но и покрај тоа СДСМ се согласи сепак да му направи. Сега затоа кажам, не само СДСМ, доблеста на новото мнозинство е затоа што се согласиле, еве и таа неуставна желба да му ја исполнат и да го уверат или да му дадат гаранции, што е парадоксално, затоа што какви у политика нема нотарски извршни акти, затоа што не функционира политиката така. Немаш ти правна, законска одговорност за политичко некоректно однесување кон партнерот. Нема така, не се оди за тоа у затвор. Се губат политички поени, ама не се оди у затвор. Но таа доблест е можеби подигање себе си над ситуацијата да му се удоволи за нешто што според мене не е во ред, затоа што не можете вие секому да му удоволувате се, а тој ништо вам да не ви удоволува, за да се увери нели председателот дека ако им го даде мандатот ќе биде во неговата уставна ингеренција да ја штити унитарноста и уставноста. Уставноста кај нас сум го рекол и кај вас овде, дека ја штити Уставниот суд. Дали нешто е согласно Уставот или не, еве сега имаше иницијатива, немаше иницијатива до председателот од ЗЕЛС, имаше до Уставниот суд. И тие се произнесоа. Но и таа желба ќе му ја исполнат, за тоа каква улога одиграл он за време на целата оваа криза, со фаќање на една страна, тоа ќе се дискутира, ќе имаме дебата ми е. Ова е дигитално време, не се забораваат ни моментите. А според мене еден од причинителите на тензиите во минатиот период е токму он со некои неумерени изјави. Со тоа дека мора да одат кај него па да го уверуваат. Знаете, доделувањето на мандатот е обврска, не е право, не е согласно, например, не дава он мандат после долго размислување, па ќе му го даде мандатот. Нити е француски председател, во Франција има. Ама види сега. Ама тој се повикуваше исто така на Уставот, како некои други експерти што се повикува на Уставот. Имаше тука серија од дебати како го читаат членот што е за доделување на мандатот. Па добре, јас согласно тоа прашувам. Зошто ЗЕЛС, например, завчера не му се обрати на председателот и да рече заштитете го нашиот уставен поредок и правото на граѓаните на локална власт и укинете го тој закон. Затоа што тоа го прави Уставниот суд. Но ти велам, оваа дебата ќе кај нас се продолжи долго време и верувам дека некои дефекти кои постојат во нашиот систем и ќе ги исправат, затоа што е во интерес на сите. Во овој случај имавме председател кој го номинираше ВМРО ДПМН, па немавме давање на мандат во една инина, може да имаме председател од СДС, па он исто таа нејаснотија на Уставот да ја користи, така да на сите им е од интерес овие аномалии кои се присадни да ги надминат, затоа што не може системот да се држи заложник на моменталниот интерес на било која политичка партија. Така да верувам дека за ова ќе се дебатира во иднина. Ја мислам дека коректниот пристап на председателот во моментот за да ги стиша овие тензии ќе биде да го прочита тој документ или ако веќе комуницираат кабинетите на двете страни да издоговорат некој документ кој на председателот ќе му помогне пред тие кои во него гледаат спас да ги убеди дека он добил доволни гаранции. Не, сега тоа е
Не. Мислам, видите, А сега, не нели овде се тоа дојдовме до- играчки, да, Не, од нели- имаше сериозни последици. Македонија се тресеше од проблеми. Народ на Апсолутно. улица влез во Па собрание. затоа што не одговор. Значи, Па ја- сега наједнаш, добро, ќе ги замачкаме работите, сите ќе бидат задоволни. Значи може. Тоа е компромис, ама после една стресна ситуација, сега како, тогаш не си, ако значи, тој, ја што не ти сека да го велам скрши дека- уставот, сега ќе го скрши. Ама немало кршење Било на кој, не устав. мислам само на председател, Ама немало мислам на кршење СДС, на мислам на ВМРО устав. да... Немало овде имало. Па како имало, па немало ли Овде сега? имало можно кршење на устав вон парламентот. Сега преска дојдовме до заклучок, за да се смени устав кај нас, мора да има двотретинско мнозинство. Тоа е правило. На друг начин не може да се смени устав. Него ова сакам да го кажам. Значи, за тие дебати, кој бил крив, зашто кај нас, нема да прекине тоа со формирање на нова влада. Овде се анализираме тоа. Секој својата одговорност, било политичка, законска, кривична, треба да ја сноси. Затоа што не може ова општество константно да потпаѓа под кризи, а тие што ги генерираат тие кризи неодговорно да не сносат одговорност. Затоа што ќе ги охрабрат и другите, разбираш, на ист начин да се однесуваат. Затоа ви велам, според мене компромисот ќе биде да изнајдат некој документ со заеднички прифатлив текст. Ама тоа албанските партии ќе го прифатат. Од Види, изјавите албанските- не беше толку унисоно дека тие ќе се сложат да звучи тоа дека тие се откажале од платформата, односно декларацијата. Знаете, вие велите дека ја преска треба да да ги кажам. задоволи барањата на Иванов, ама дали ќе ги задоволи барањата на партиите кои што се автори на кажав дека тие треба да декларацијата? изнајдат компромис. Компромис кој, види, албанскиот гласач си ги има своите барања кои се рефлектираат во програмите на албанските политички партии. Нема албанска партија која може да се откаже од барања за кои ги добила гласовите. Сега, дали зборуваме за барањата, дали зборуваме за еден конкретен документ. За барањата тие се овде присутни од 90-та година. Декларацијата што беше предмет на дебата. Ама Значи, сега- декларацијата не е предмет на владина програма. Затоа, викам, ние сме сега влезени во ист политички спин. Иванов и Заев треба да се договорат околу документ, кој документ ќе му биде уверлик на Иванов дека унитарноста и па сега. Значи смешно звучи кога збориме за тоа. А тоа беше дел од причините зашто се генерираат тензии. Тоа не е смешно, трагично бидејќи имаше такви тензии што не беа Точно. смешни воопшто, Ја ви не е велам. иронично. И ја ви велам, Ако се случува на тој начин. неумесни и неумерени изјави доведоа до подигање на тензии кои завршија со трагичен Воопшто не настан. да. Они нешто ќе се договорат и сигурно дека тоа, доколку се согласи председателот Иванов, сигурно дека тоа би значело гаранции кои што ќе му овозможат да излезе да каже ја со ова се заштитуваат, нели, она што го говори и што го бара сувереност, унитарност и така натаму. Ама содржината значи нема да се промени на декларацијата. Ама декларацијата не ја потпишал ни Иванов, ни Која Заев. содржина на декларацијата? Она за ние- кое што Иванов велеше дека се ние нарушува говориме- унитарноста. Ние Значи сега ќе говориме му дадат подметнат друг документ на Иванов или ќе му дадат оригиналната. Љубише, нити Ама Иванов, зашто? Битно е, Не, некого не, ќе не, изневери не, тој. не, не. И па сега Зашто? некого од цела ситуација ќе остане изневерен. Зашто навлегуваме во тоа што и како ќе пише, зашто ќе пише? Ти кажи. Па затоа што Значи, тоа кажа- предизвика претходното проблеми у Ама државата. не може и вака. тензии. Ама ние не можеме вака хипотетички сега да навлегуваме и да кажеме ова треба да го пише или ова ќе го пише, ова нема да го пише. Нешто со кое што председателот ќе биде задоволен, ќе потпише. Ако не е задоволен, нема да потпише. Доколку го потпише тоа ќе иде во јавност, сигурно на тој начин ќе се намалат тензиите. Тоа ќе значи победа и за овие кои што протестираат луѓе 3 месеци. Али ме разбирате? Он нема да потпише нешто подметнато ли? Ако тоа после некоја политичка партија сака да го изигра, тогаш се потпишала политичка смрт. Чекайте, имаше изјави од некои политички партии кои што отворено рекоа дека се надеваме дека Иванов ќе биде доследен и дека нема да го даде мандатот. Не. Значи, не, па? како Иванов да биде доследен и дека нема да го даде мандатот на СДСМ. Иванов доколку го добие тоа за кое што во моментов преговараат, предпоставувам, така излегува информациите, се надевам дека се точни, затоа што више сме и преку глава со лажни вести почна да стануваат и во Македонија А главни. не се одвелес. Да. Значи, он ќе го добие тоа, ќе се договорат и секако дека
тоа што ќе го договорат, тој текст, предпоставувам, ќе биде задоволителен и за него, и за луѓето кои што протестира. И на тој начин ќе се заврши целата ситуација. После ќе му го даде мандатот на Заев. Како тоа да не му се дава, апелирам да не му се дава мандатот на Заев. Зашто? Имаше изјави така. Ама зошто? Ама може да има секако. Зошто? Зошто да не му го даеме? Затоа што е неуставно. Кој е Според Што е тие што го неуставно? толкуваат така Што е уставот. неуставно? Што е неуставно? Доделувањето на мандатот Не, на... значи Доделувањето да на го мандатот тргнеме не може тоа да се на каже страна. дека не уставно. Како па тука во ова е тргнеме. Па тога тие што го рекле Да го овде лажеле. тргнеме, види, значи не навлегувам во правни нормативи, но од политички аспект, доколку некој не успее да формира влада, тогаш мандатот му се дава на вториот, некаде тоа е запишено, некаде не очигледно дека кај нас има доста недоречености, се разбира. Така се толкуваше, но че не измислувам но од глава. очигледно, но политички коректно е, ја уште тогаш реков и пак ќе кажа, политички коректно е, ако првиот не успел да му се даде на вториот, нека проба, нека направи. Значи сега ние не говориме за тоа да не му се дава мандатот. Не, ние говориме како да се постигне, да се увери председателот во тоа што го бара и после да му го даде мандатот на Божиновски, ако на не го Зоран даде, Заев. сите се поставува тоа прашање. Можно е во Македонија, во вакви политички односи, можно е да речеме да претпоставиме. За и не. Види, Не знам дали зина, едно можно е се... Значи, дали ќе се сочиме повторно со еден немири кој што ние имаме, ќе предизвика... значи ние имаме проблеми очигледно. Ние имаме проблеми и тие проблеми треба почнат да се решаваат институционално, за тоа говорам ја. Чи на што личеше оној избор исто на Талат Џафери? Ја не велам дека не требаше да избран Талат Џафери. Председател на Собран. Со колку гласа се избра? Еве сега ги броја повише луѓе, излезе дека нема шанси 61 да бил. И веќе имаш проблем. Не велам ја дека тој проблем е проблем сега моментов, може тој проблем да се рефлектира, извини, за 2 месеци или за 2 години или за 3 години. Може Имаме едно процедурално премногу што викаат преседања. пратениците. Значи било кој од пратениците кои го знаат деловодникот, да имаше проблем со бројот на луѓе кои го гласале Талат, може да бараат индивидуално гласање. За ВМРО ДПМН не беше бројот на тие што ќе го гласат Талат Џафери, пошто е јасно дека тие бројки ги имаат. Ти говорам за начинот на Ама, кој што значи, се случи. кај нашиот, па се случило затоа што имавме неодговорно однесување. Значи, начинот на кој што се случи се собра во Ама ќоши. начинот на кој се случи, еве сега последиците ги трпиме, од утре немаме локална власт. Затоа што неодговорно се однесува и се труда еден нормален процес, кој значи избор на председател на парламент, да го блокираат Сите преседани генерираат нови преседани. Ние Тоа сме ти имале кажувам. разни преседани Тука е проблемот. Ние имавме избркани пратеници затоа што не сака да гласат Цело време луѓе. имавме. Ние свашта сме Цело имале. време имаме преседани. Но во последните 3 години. бројката која ни се пласира дека бројката е проблем за Талат Џафери, можеше многу лесно да се расчисти. Ќе станеше еден од пратеници од ВМРО ДПМН, ќе кажеше не верувам дека толку гласале за Талат Џафери и нашиот деловодник на парламентот има и категорија индивидуално гласање. Излагаш, ќе кажеш Владко, Алберт Левисен. Они говореа за прекршување на самата процедура. Значи, друга е а ова, процедура. значи Ама на друга е самата процедурата. процедура. А дополнително е сега проблем дека председателот не, значи Ама не, сега да ти кажем кога ќе се Значи- прекрши едно води кон друго, води кон Абе, трето и вие на сега крај. може да кажат и на дека крај и што е малце оседен он, него реално, да, реално Вidi сега, стварно се да. поставува прашањето. Било кој Гласа ли 67? Ама нека му даде мандат на Заев, ќе види дали гласа Тоа ти кажа, 67. Гласа ли 67? Ама нека му Не ме дадат. разбираш, ја ти говорам за друго. Јас сум прилично Не ме убеден дека гласале како. Излегува повеќе би рекол тврдења дека на пример не знам Али Ахмети не бил таму, овој не бил таму, Бесак не гласа, така да Не, само за Али Амети испадна дека не бил таму, Па имаше не. за најстариот За пратеник, испадна дека бил најстариот таму. Испадна дека бил таму. Ама, Ама сега ти кажам, се зашто пласира- да Ама- да биде ова на Е, па ниво ја на затоа теорија на ти заговор, велам. кога гласање на председател на парламент Па е се, свечен чин. ја да бев Тоа ти го кажам. ВМРО ДПМН кој сум убеден ти го дека кажам. Талат Џафери нема 61 глас, ќе рече барам индивидуално гласање. Значи не е до бројката. Проблем е неодговорното однесување. Па прераснува кога неодговорно се однесува. Бе, добро сега, за неодговорно однесување јас говорам 3 години дека се однесуваат. И Да тука се не може изјаснам за ова, ако не може добие никој да мандат, биде ако амнестиран. сакаш. Но Да, сега бараме начин и излез. И тоа ни е целта, се разбира. Пред да одговорите за што ако не, да идеме уште еднашки со реклами, па ќе продолжиме за овој дел за кој што говорим.
Добро е, во крајниот, во третата третина од емисијата се наоѓаме, некои работи објаснивме, остана уште многу веројатно во другите емисии ќе ги доанализираме состојбите. Битно беше, значи, дали една страница на наследство е завршена или се уште виси во воздухот на некој начин, доколку Иванов него додели мандатот, да имаме најмалку во парламентот кошкање меѓу претендиците, бидејќи тоаш парламентарното мнозинство, како што изјави Талат Џафери, ќе го направи тоа во парламентот. Без разлика дали ќе го даде Иванов мандатот или не, или па да не очекуваме повторно луѓе на улица. Абе види, луѓе на улица секогаш може да се очекува. Значи, не ќе има наследство. Ја мислам дека овој вид на насилие кое се случи врз парламентот на ист начин више нема да биде можно. Значи и пропустите се уведени кај се, и контролата малце зајакната, и повикувањето на одговорност, кое нема да прекине, во тоа сум убеден, ќе ги натера и тие кои неодговорно се однесуваат и насилно да бидат малце повнимателни, затоа што на крај се соочат со одговорноста. Кога реков преска доблеста на новото мнозинство, треба да генерира доблести од другата страна за да се оневозможат тензиите. Затоа што новото мнозинство своето мнозинско право ќе го реализира. Како што го реализира со изборот на председател на парламентот, ќе го реализира ако се договорат се. Не можам ја да предуцирам и во тој дел, и со изборот на новата влада. И секој обструирање на тој процес ќе генерира одговорност од тој што го обструира. Дали политичка, дали правна. Мислам дека кај политичарите ќе генерира политичка, тука го подразберам председателот, затоа што ефектите на некое исклучиво однесување резултираат со тензии. И ова да се случеше, значи ВМРО ДПМНЕ не успеа да формира влада, па му се дава мандатот на вториот, тој формира влада, да не се дигнеше оваа цела бука околу декларацијата, што според мене е политички спин, ние ќе имавме влада и бар за повеќето граѓани овие тензични моменти ќе беа веќе надминати. Ќе имавме локални избори сега. Ние тоа го пропуштивме и се соочуваме со други проблеми. Така да се надевам дека малце степенот на одговорност ќе порасне, одговорност кон сите граѓани, а не само кон својата група, и дека овој момент ќе се надмине. Дека ќе има незадоволство. Како нема да има незадоволство? Вие кои имате смена на власт, нормално дека имате незадоволство. Но тоа не значи дека тоа ви дава за право целиот процес да го обструирате. Значи, некои европски вредности, јуче кај нас воопшто не се вреднуваат. Ние сега слушаме за мирна транзиција на власта. Значи, ние сме имале мирна транзиција на власта. Од 90-та година сме имале мирна транзиција на власта. Се додека ни се случи тензична транзиција на власта, тоа го земавме здраво за готово. И сега ќе видиме, сега увидовме дека некои механизми од таа нормална мирна транзиција на власта се дефектни, тие ќе треба да се поправат. Затоа што вакви моменти не сме да се дозволат во иднина. Божиновски, некаде сме при крај со емисијата. Важна е улогата на ова што вели Божиновски, транзиција на власта, улогата на ВМРО ДПМНЕ. Дали ќе прифатат позицијата на опозиција, мислам дека тоа како да се случува, но тоа ќе треба да го следат и неговите поддржувачи, веројатно ако е така, но сепак виси тоа што тие се уште не може да се помират со начинот на кој што Талат Џафери беше избран во собранието, како ќе реагираат, не знаеме сега околу доделувањето или недоделувањето на мандатот на заем, но важна е нивната улога во целокупната разврска на политичката криза во иднина. Е важно да се разбереме. И по бројот и по Да се разбереме, значи ВМРО ДПМНЕ е си уште политичка, најголема политичка сила во Македонија. Како мисли дека тие ќе се однесуваат? Како партија. Зашто да, значи јас да сум ВМРО ДПМНЕ во моментот, јас би ги оставил да формираат влада. ДУИ, СДСМ, ДРДП, така, Движење за реформи, ДП, на села, за беса не знаеме што како ќе се случи. Нема долго да трае таа. Таа комбинација политичка која што е во моментов е сосема фрагил. Јас би бил во моментов, би ја оставил таа групација да се направи мнозинство, влада и чекам погоден момент каде што ќе барам нови избори и каде што
таа коалиција самата од себе многу лесно може да се распадне. Тие Тоа е сосема тотално фрагилна коалиција. Ви имате комбинација СДСМ со ДУИ, кај што СДСМ им зема гласачи на ДУИ, го имате Зијадин Сел, имате БЕС, ја не знам дали ќе влезе во владата. Ништо не се знае. Наместо вие да ги обединувате на овој начин, оставете ги, сами ќе се растури. Искрено ја така би го. од таму имаше денеска излезе резултат. Пошто да бидеме јасни, анкетата нема на- оваа влада да кажеме да искочи све како што треба и ова што го говоревме со Алберт и председател да се договорите и добие мандат. Нема оваа влада да истера до следни редовни избори, да се разбере. Значи ние ќе имаме нови Но предвремени избори. локални се исто така важни. Исклучително важни. Фала Богу се договори за еден Локалните, види, заеднички термин. Значи, локалните, ја затоа велам, ајде нека си направат влада. Локалните избори, ако ВМРО ДПМН се подготви и ги победи, а со оглед на актуелните, еве видовме дека излези на Брима Галуп сега едно истражување, односно на Ири, се извинувам, ја исто објавив пред месец и пол, очигледно е дека поддршката на ВМРО ДПМН е многу силна. Значи, се очекува, доколку нешто не се случи во следниве неколку месеци ќе видиме, и нивна победа на локалните избори. Победи на локалните избори после со легитимитет, полн легитимитет, баре нови предвремени избори. Јас кога би бил така би направил. Сега, нели? Имаше некои чудни податоци. Генерално граѓаните како се незадоволни од локалната власт, но поддршката на ВМРО се уште е поголема од она на СДСМ. Значи, Што е локалната... чудно, бидејќи власта локална е генерално на Не е ВМРО чудно, ДПМН. треба да се види кој, како и каде. Значи, вие пазете, локалната власт е на некој начин и доста индивидуализирана. Вие, например, кај мене во Карпош ги имавте на минатите избори двете главни политички сили ВМРО и СДСМ не успеа да го победат, например, актуелниот градоначелник кој што настапи сам, нели се направи партија, настапи сам и победи. Значи, не е исто. Кај локалните избори, кај градоначелниците, многу е битна изборот на градоначелник, многу е битна и индивидуалната работа, индивидуалната подготвеност на човекот кој што претендира да биде или кој што е градоначелник. Може да бидеш задоволен или незадоволен. Моќта на партиите се гледа кај советите. Значи, на советничките листи генерално се гласа за политичката партија. Добре. До крај завршете со вашиот поглед околу ова што кажа Божиновски, освен ако немате коментар на друго. Види се, најнормалниот пристап тој ќе беше, ако вие се чувствувате дека сте најсилна партија, а се формира некое мнозинство кое според вас е не е хомогено, да ги пуштите да владеа за да ги оборите. Но ова ќе беше најидеално решение во март 2015 година. И тогаш многу подруго кај нас ќе се случува работите. А сега кога почна да се објавуваат бомбите, да се влезеше во политичко одговорно однесување, ние ќе имавме друг начин на однесување. Не само да го завршам ова. Ја мислам дека локалните избори се репер. Може да ги земеме за основа тие анкети кои се направиле, може да ги земеме за основа резултатите кои ги имаме на парламентарните, но дека се повклучиви, Затоа што немаме 6 изборни единици, немаме само 1000 луѓе вклучени, него имаме по 20-30 луѓе во секоја општина вклучени директно и заинтересирани во целиот процес. Според мене зависи... По партија? Да, по партија. Значи, многу поголем е бројот. Според мене зависи кој пристап ќе имаат партиите за тие локални избори. Ако има незадоволство со локалната власт, верувам дека СДС и нивната коалиција ќе инсистираат на локалните решенија. ВМРО ќе се труди ова тензија или овие, како да кажам, поддржувачи кои ги придоби во процесот на опонирање на формирањето на новото мнозинство да ги стави во генералната приказна на партијата за таа поддршка да ја материализира на локалните избори, но кај нас политичката кондиција на нашите гласачи е кратка, знаете. Така да до октомври, ноември чуда може да се случат. Кај нас ние имаме партии кои поради една реченица или поради едно неодговорно однесување кај албанските политички партии исчезнувале. Така да ништо не е
зихер до локалните избори. Се надевам дека Има време, овој кажавме дека има време. Сепак 5 месеци. постигна И некој ова договор. мислам дека сакам, морам да го кажам. Се надевам дека ако политички се договориле, нема резултатот да им испадне со договорот кој го има и за комисијата за избори и именувања, зашто и таму има преговарања за составот, договарање председателот за број 1 и заглавија во целиот процес. Се надевам дека во овој договор кој го има джентлменски за локалните избори ќе го испоштуваат и ќе влеземе во малце Па сега ќе понормално. видиме, тоа мора со закон, мора да се Не, изгласа. малку со закон, но Мора тоа да се изгласа подразбира тоа. мандат, влада, закон, сето тоа е поврзано. Не стигнаме тука имаше. Независно е. Мандатот е независен од ова. Да. Не, знам, него новото мнозинство инсистира да тие процеси одат паралелно. Сите нешто инсистира. Тоа е независно. Види се, во интерес Ова е на ВМРО независно. ДПМН, која менаџира со поголемиот број на општини, е овој процес да оди. Во интерес на новото мнозинство е овој процес. Компромисот е кога наоѓате заеднички на решенија. граѓаните. Во интерес на граѓаните е да се укинат политичките партии барем 6 месеци, па да се одмориме малце и да си продолжиме. Благодарам што бевте гости во Благодарам на аргументи. поканата. Се надевам дека наскоро ќе имаме можност да видиме што се случува, па да сме погодили или не сме ги погодили овие работи за кои што ги укажувате. Благодарам уште еднаш што бевте гости во аргументи. Почитувани гледачи, благодарам на вниманието. Но за старт, за да можем да одработам платата, Читување на функцијата која ја извршувам. Немаш право да покажеш и тоа не може да го направиш. Имам. добро, дајте само говори за вас. Сте саркастични колку што Дајте уште сакате. една минута реклами, а потоа да ги завршиме. Ајде, нека остане... Е, па тоа прашете го заев. Чека сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе очистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, тоа ќе биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој Ја веди. таму ама до пола книга се одбележали. Нема да читаме цел. Ве молам режија,